Инцидентот во кој ученик со потешкоти во развојот во петокот физички нападнал наставничка ги подели родителите на децата од 4 Г оделение во основното училиште Јан Амос Коменски во Скопски Карпош. По немилиот настан дел од нив одлучиле нивните деца да не ја посетуваат наставата додека не се преземат потребни мерки за решавање на случајот. Некои од нив денеска се собраа пред училиштето и обвинија дека инцидентот не бил изолиран случај, туку кулминација на континуираното насилно однесување на истиот ученик и побараа интервенција од институциите. Нашите деца имаат право на безбедна, мирна и подржувачка средина во училиштето. Како родители имаме обврска да ги заштитиме. Бараме итна интервенција од надлежните институции, тоа Министерството за образование и наука, Центарот за социјална работа, Просветниот инспекторат и сите останати релевантни тела. Исто така бараме физичка и психолошка безбедност за сите ученици и наставници. Индивидуална стручна проценка на ученикот кој го предизвикува инцидентот и превземање соодветни мерки. Целосна поддршка за оделенската наставничка и стручна служба. Наспроти ова, до директорката на училиштето пристигнал и допис од друга група родители од 4 Г оделение во која стои дека од вкупно 23 ученици, повеќе од половината не бойкотираат и велат дека било какви ставови во јавноста не се легитимни за да го представуваат ставот на оделението. Од управата на училиштето велат дека целосно се запознаени со случајот и тие, но и институциите. За ученикот велат дека претходно имало образовен асистент година и половина, но родителите на детето, повикувајќи се на законот, не сакале веќе да го придружува. Сепак тие веќе упатиле ново барање за проценка. Ученикот која нападнал учителката е дете кое се соочува со потешкоти во развој. Пред да се случи настанот имало тропање на маса, што ја предизвикало реакцијата на ученикот и резултатот е тоа што се случи. Но не е точно дека биле нападнати и други деца. Сега ученикот е отстранет од настава до петок, но училиштето ќе организира функционирање на одделението, бидејќи детето не смее да остане без настава. Децата со потешкоти во развојот станаа дел од редовната настава пред неколку години, по реформите за инклузија во образовниот систем со кој беа укинати специјалните училишта, потек кој натаму наидува на различни гледишта и кај родителите, но и кај стручните служби во училиштата.